Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Проблемите на земјоделците да се решаваат во институциите и преку земјоделските здруженија. Поединечните проблеми да не се генерализираат, апелираат од Министерството за земјоделство. Во Берово утринава се измерени рекордни минус 21 степен. Екстремниот студ ќе биде на сила уште утре, потоа не очекува мало затоплување и нова снежна покривка. Утре во Кочани ќе има хуманитарен концерт по патеките на Тоше. Средствата ќе се наменат за лекување на кочанчанецот Методи Митев. Грчките земјоделци ги засилуваат протестите со 15.000 трактори и најава за зголемување на бројот на земјоделците и земјоделската механизација низ патиштата во државата. Истите се блокираат во период од 12 до 14 часот и од 19 до 21 часот по локално време. За време на протестите, земјоделците планираат да блокираат од 30 до 50 точки низ целата држава. За сега не е известно дали и денес ќе биде блокиран граничниот премин Богородица кон Грција, но имајќи предвид дека во текот на вчерашниот ден имаше двочасовен штрајк, не е исклучено ова да се повтори и денес и во наредните денови во термините предвидени за штрајкови, односно од 11 до 13 и од 18 до 20 часот по македонско време. Со сигурност се знае дека има блокади на границите со Бугарија и со Турција. Грчките земјоделци се согласија да се сретнат со премиерот Алексис Ципрас и директно со него да преговараат околу нивните барања за да не се најдат на удар на новите даночни поскапувања и укинување на пензиските и здравствените бенефиции. Дваесетина земјоделци од општина Карбинци се собраат денес на крстосницата од регионалниот пат Таринци Долни Балван за да го искажат своето незадоволство од, како што велат, неправилната распределба на државно земјоделско земјиште. Тие што имаме сите документи, на никој земјата не се враќа. Тие што се таму при ни, да не речем партиски таму како треба, и не ги дават. Сите имат документи, тапие за неа, подпишано документ. Вие имате? Ja, имам, ама и немам комај. Договорите што ни се дадени од 2006 до 2011 беме на плодуживање. Од 2011 навака сме со договор на 30 години треба да биде договор. Од тоа, од 2006 ние секоја година праќаме документи до Министерството у Скопје, немаме никаков одговор. Ова беше повод меѓу земјоделците да се најде Лјупчо Николовски, дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој најави ревизија и враќање на земјата на вистинските земјоделци. Хаосот во распределба на земјоделското земјиште го гледаме и овде во Карбинци. Наместо на вистинските земјоделци, земјата се дава на пратеници, функционери, раководители, директори, новинари и сите луѓе блиски на власт. Овде вистинските земјоделци имаат голема мака со тоа што земјиште кое што им е дадено на плодоуживање пред неколку години по истекот на договорот и по обраќање на самото министерство трансформира на ново кои што се овој крај Министерството за земјоделство, владата, Груевски го ставаат во јавен оглас кој што туку заврши. Но тоа е едната страна на медалот. Другата ја објаснуваат началникот на подрачната единица на Министерството за земјоделство и председателот на Асоциацијата на земјоделци. Суштината е во тоа што договорите кои се за плодоуживање се продолжени на 17 земјоделци, од кои на 6 се продолжени на тие што се исправни документите. Фактички они имат добиено тие што капите и се слагаат со елаборатите и фактичката состојба на земјата на полето.
Како што ви кажа, голем дел од договорите што имат исправни документи се продолжени, другите се на разгледување, дел од тие парцели има дадено на оглас, меѓутоа ако заклучиме дека тие што се дадени на оглас, а не е во право, тогаш ние сме флексибилни во тоа министерството, флексибилно ќе се направат измени. Јавно го повикам моменталниот или привремениот заменик министр да дојде на лице место, да разговара со нас, да ги сознае вистините, да не се шираат невистини, да не се шираат партиски пропаганди. Ние му стоеме на располагање во секое време. Дали сме ние, како што велат они, така наречени лидери или не, ние имаме свое членство. Кофинансирање на каматите за одобрените инвестиции од ИПАРД програмата за земјоделците е новата мерка што ќе почне да се реализира годинава. Како што информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, помошта се однесува на кредити кои имаат годишна каматна стапка до најмногу 8% за инвестиции финансирани од ИПАРД, не повисоки од 500.000 евра. Субвенцијата е 50% од висината на каматната стапка на годишно ниво. Оваа мерка ќе се спроведе после донесувањето на соодветниот правилник кој е во фаза на изработка. Земјоделците после склучувањето на договорот за кредит со банките до платежната агенција треба да достават барања со целокупната документација дека ги исполнуваат условите за кофинансирање на каматата. Во Берово и ова утро беше најстудено во земјава, а постудено беше и во однос на минатите денови. Денешниот минимум беше минус 21,8 степени Целзиусови во Берово. Студено утринава беше и во Лазарополе, каде беа измерени минус 16,2 степени, а Штип се разбуди на минус 13,2 степени. Минус 10,2 степени беа измерени во Скопје, а во Охрид температурата утрово беше минус 9 степени. Од утре метеоролозите најавуваат пораст на температурите. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива денес без забрани и застои по наместа влажни коловози. Поради ниските температури на повисоките планински осојничави места можна е појава на голомразица. Автомотосојузот на Македонија препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Гостивар Маврово Стража, Демиркапија Удово и Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Традиционално четврта година поред Туше Илиев од Кучани организира хуманитарен концерт насловен по патиките на Туше. Концертот ќе се одржи на 25 јануари понеделник во спортската сала во Кучани со почеток во 20 часот. Публиката ќе има можност да ужива во музиката на познати музички имења од македонската естрада. Да кажам дека сите оние кои сакаат да бидат дел од овој концерт и од оваа мисија, уште една хуманитарна мисија, можат да бидат дел од сето тоа со тоа што ќе донираат 100 денари за билетот, за концертот на кој ќе настапат повеќе музички групи од Кочани, исто така познати пејачки групи, познати пејачки имења, музички имења од Македонија, и верувам дека добро ќе се забавуваат, барем јас и тимот кој го организираме концертот, внимаваме секогаш на тоа и мислам дека добрата журка и добриот провод се загарантирани. Поради што Туше го организира концертот, причината е самиот тој. Тој концерт ми помогна да ги соберам потребните средства за лекување во Германија, како што кажав. Напоменав дека 13 години потоа, во 2013 година, ми се роди идеја и желба да на некој начин се одложам на тоа што тој го направи за мене и исто така да продолжам нешто што тој започна. Во изминативе 3 години од спроведените хуманитарни концерти беа собирани средства за помош на повеќе семејства од Кучанско. Годинава средствата се наменети за лекување на Методи Митев од Кучани, кој што има потреба од хирушка интервенција во Кина. Влезницата на концертот е 100 денари.
Венецуела и оваа година ја очекува тешка економска криза. Според проценката на Меѓународниот монетарен фонд, инфлацијата во оваа јужноамериканска држава ќе изнесува вртоглави 720%. Без конкуренција, ова ќе биде најголема стапка на инфлација во светот, се истакнува во извештајот на директорот на секторот за западната хемисфера на Меѓународниот монетарен фонд Александро Вернер. Минатата година, како што се наведува во извештајот, инфлацијата во Венецуела изнесувала околу 275%. Неодамна владата на оваа земја воведе 60-дневна вонредна економска состојба. Русија мора бргу да ја прошири економијата која многу зависи од нафтата поради големите проблеми со рублјата и слабите перспективи за раст годинава. Ова го изјави подпредседателот на руската влада Јурий Трутњев на Светскиот економски форум во Давос. Одговорноста на владата е брзо да ги спроведе реформите со цел да ја прошири руската економија и да ги замени се помалите приходи кои се остваруваат од продажбите на нафтата, изјави Трутњев, а пренесува американската агенција Associated Press. Тој исто така се надева дека Русија ќе ја зголеми домашната потрошувачка и дека во наредните 2 до 3 години ќе изгради темели за нова економија. Сириските војници навлекува во последниот бастион на терористите во Латакија. Турската армија гледа оддалеку како армијата на Сирија ги обкружува туркменистанските и курдските планини Джеб ал-Туркмен и Джебел ал-Акрат. Единиците на сириската армија навлегува во населбата Рабин, последниот бастион на джихадисти во провинцијата Латакија. Джебхат ан-Нусра и Слободна сириска армија одстапуваат од притисокот на владините трупи. На социјалните медиуми се шират панични информации за маките на исламистите на овој дел од фронтот. Од вчера исламистите се целосно обколени и во Ал-Рабин, кој се наоѓа само на неколку километри од турската граница. Прекинат е и главниот пат за снабдување на криминалните формации кои действуваат во туркменистанските планини во северниот дел на Латакија. Линдзи Вон постави нов рекорд по бројот на победи во спуст, откако за 37-миот успех во оваа дисциплина беше најбрза во италијанскиот ски центар Кортина д'Ампецо, со што е надмина легендарната скијачка во најбрзата дисциплина австријката Анемари Мозер Прел. Линдзи Вон, седмата победа сезонава и након нејзина 74-та во кариерата во светскиот куп, ја постигна со време од 1 минута и 37 секунди. Второто место со заостанување од 28 стотинки го освои канаѓанката Лариса Јуркив, додека на третото место од победничкиот подиум се искачи Лара Гуд со 67 стотинки послаб резултат. Во генералниот пласман швајцарката остана лидер со 810 бодови, 10 повеќе од Вон, додека на третата позиција е швеѓанката Фрида Хансдотер со 661 бод. Во поредокот за спуст Вон е прва со 400 бодови пред Јуркив со 278 и австриката Корнелија Хојтер со 272 бода. Надпреварувањата во Кортина д'Ампецо продолжуваат денес. Најдобрите скијачи ќе возат супер велеслалом. Ова беше се во првото информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден!